Корупција, правна несигурност, неефикасна јавна администрација, незадоволство од антикорупцијски процеси и процедури, низа критики од германските инвеститори во Македонија, кои сакаат да инвестираат, но стравуваат од сериозни ризици во државата. Истражувањето на делегацијата на германското стопанство во Македонија покажа дека деловната состојба е задоволителна, но општата економска состојба во државата не е позитивна. Или конкретно, дури 47% од компаниите очекуваат влошување на состојбата во споредба со лани. Општата економска состојба во државата не е позитивна, значи 22% сметаат дека се во добра позиција, а 62% во задоволителна. 31% сметаат со подобрување дека е подобрена нивната позиција во однос на лани, тоа е 11% повеќе во однос на анкетата од 2022 година. Ранковните услови во државата се можни битни за избор на локација за инвестиција. Исто така тие се уште незадоволни во однос на справување со корупцијата и правната сигурност. Освен традиционалните проблеми кои се дел од секоја анкета, нова моќна економска групација за компаниите е проблеми енергетиката. Дури 70% од членките на комората ги сметаат цените на енергенсите за еден од најголемите ризици. Речи се идентичен е и проблемот со работната сила. Според германскиот амбасадор во земјава, трендот на иселување ќе продолжи. Она што ги брка работниците покрај ниските плати е лошата состојба во здравството и во образованието, како и огромното загадување. Сметам дека платите не се во најдобар ред, така да се каже, иднината на семејството, како ќе изгледа образованието на нивните деца, и затоа многу луѓе гледаат подобри можности во странство. Друга тема е здравственото осигурување, доколку имаме некоја покомплицирана болест, овде околностите не се баш така како што посакуваме. Покрај тоа што треба да се работи на реформи, треба и да се зголемуваат платите. Просечната плата да расте во согласно со продуктивноста и да се доближува до просекот во Европската унија, укажа Граф. Сепак, и во вакви услови, 80% од присутните компании повторно би инвестирале во државава. Нивните планови се да ги прошируваат капацитетите и да отвораат нови работни места. Инаку, германските фирми во Македонија вработуваат повеќе од 20.000 работници. Германија е главен трговски партнер на Македонија, со која имаме суфицит во размената, која лани достигна 4,8 милиарди евра.